Во Кавадарци сме попладнево присуствуваме на стартот на една работилница посветена на пчелите. Спроведуваш на овој проект е Биовита, а од име на Биовита ни зборува Цветанка Колева. Цветанка, дали реков се, кажете ми во кратки црти за каква работилница се работи. Станува збор пред се за проект кој што се вика Витач, инкубатор на органско пчеларство. Тој е проект кој што се спроведува во рамките на регионалната програма за поддршка на локалната демократија во Западен Балкан, кој што е финансиран од Европската унија, а е поддржан од UNDP. Овој проект е носител на овој проект е Биовита, а соработник е Ековита, здружение од Неготино. Целта на овој проект е да обучи 11 млади лица, од кои што 4 се машки и станува збор за 7 жени, кои што подоцна би го засакале многу повеќе пчеларството. Они во почетокот немаат познавање за пчеларството и не се точно сигурни дали е тоа нивната идна дејност, но сега влегуваме во светот на пчеларството, ова е првата работилница. Целта е исто така, после завршувањето на проектот, овие млади лица да можат да си оформат своји сопствени пчеларници, со кои што би поттикнале барем малку и би влијаеле кон враќањето во руралните средини, кои што моментално во нашата општина се напуштаат, а со тоа и би подпомогнале кон заживување на тие краишта. Но пред се ставаме акцент на органското пчеларство, а со тоа ние го заштитуваме и комплетно органското производство. Сакаме да продолжиме во насока кон здрав живот. А мене ме радува што целната група, која што беше предвидена од 11, се проширува на 14 и 15, затоа што се зголеми интересот. Можем слободно да кажам дека процентот на невработени лица на оваа група се движи од 70 до 80%, што навистина мене ми особена радост, но за тоа исто така е благодарна подрачната единица за Агенција за вработување. Најдовна несобична поддршка од раководителката таму и ја раскажав мојата идеја и на мојот соработник, така што она виде дека може да се разгледа целната група на невработени и еве ние веќе имаме убав задоволителен број со кој што може да бидеме и задоволни, но и не смееме да застанеме. Целиот проект има време трајање од 8 месеци, но обуката ќе трае 7 месеци. Нормално првиот месец е подготовка на адаптација на самиот проект и правење на проектните активности по месеци. Со тоа што станува збор за 5 тематски работилници, кои што сега првата ја почнуваме тука, имаме значи уште 4 кои што треба, наредната се случува веднаш утре, во истиот временски период од 17 часот до 20 часот во општината, во салата на општината. А другите 3 ќе се случуваат во текот на април месец. Се уште точно не можам да го кажам времето кога ќе се случуваат, а од мај месец до крајот на завршетокот на проектот, септември, одиме и работиме на терен. Значи имаме теренски вежби. Темите се 15, сега навистина би било многу монотоно да ги набројувам. Доминато пред се како се одгледуваат пчелите, пролетниот развој, како се прават нуклеуси, затоа што производство на матици, како ќе вртиме медот ќе го донираме во ранливите групи кои што се формирани тука преку социјалното, значи ќе го донираме таму медот кој што ќе биде изваден од инкубатор Витач. Исто така многу е важно да напоменам кои се бенефитите во суштина од ова што целната група ќе го посетува, мора да има некој бенефит. Бенефитите ќе бидат тоа што они ќе добијат комплетно пчеларската опрема, ќе добијат сертификат за положен испит по органско пчеларство од Работнички универзитет и на крај ќе си добијат 2 пчелни млади семејства кои што они сами ќе си ги направат при вежбите во пчеларникот и сами ќе си се грижат за нив. И потоа ќе си ги земат и ќе си ги однесат на нивна собствена локација, нели со дополнителна консултација од стручно лице и со избор на местоположбата и би требало да продолжат да се грижат за нив и да си го размножат бројот.
Со тоа што после овој проект, по завршувањето на овој проект, инкубаторот Витач се обврзува наредните 2 години да биде ментор на истата таа целна група, да надгледува, да помага доколку има потреба, да се појди на пчеларникот, доколку има некој недоразбирање, тие да дојдат кај нас, да сработиме заедно и само да напредуваме. Со тоа, со ова ја всушност би сакала да го зголемам бројот на жени пчеларки, со самото тоа и да ја зголемам возрастната граница, всушност да ја намалам, не знам какво е правилно, да ја намалам, да, сега има многу висока возрастна граница, ја би сакала да се намали. Лично јас, навистина е многу претенциозно, но убаво би било да се намали таа возрастна граница. Тоа е целта на ова.